Господине Рувчевски, нашето патешествие по селата во Македонија не доведе и во селото Локвица. Ти си еден од, така да речем, малкумината постојани жители овдека во ова село, кој што цел работен век овдека го поминал. Вака да ни кажете за селото Локвица, за неговата лична карта. Од кога постои, колку куќи има селото, колку жители има селово, од што се занимавале порано мештаните и како денеска се живее. Ова село порано до 60-тите години живеја имаше околу 250 домаќинства или во жители имаше некаде околу 1700 нешто. Се занимава исклучиво со земјоделие и сточарство. Крупна стока имаше 2-3000 грава, ситна стока 2-13.000 и со тоа изистира и одеа насрана во село по работа, пешалеа пари така, по тоа живеја. После 60-тите години нагло се селија така. Сега сме прилично намалени. Уште имате околу 7-80 луѓе живееме, што живееме постојано тука, или некаде околу 75 куќи се живи, што чурата жаците. Од јужна страна е Крапа, а од ова страна Девич, од ке западна страна. Мислам, така, од ке запад. Каква е комуникацијата денеска? Имате ли телефони, имате ли пат, имате амбуланта, продавница, доаѓа лекар, не иди? За пат имаме асфалтен добијано уште пред 16 години. Вода имаме така исто. Некаде 83-та година вода доведовме во село. Телефон имаме. Сите струја имаме, мисля, че добра. Све имаме, ама луѓе немаме. Многу намалевме луѓето. Право речено дека тие младешки мои лично години немаше повесело село, немаше повесел народ, немаше поубаво за тоа време, поради тоа што сите живееа нееднакво. Чувавме сите стока, чувавме сите оравне, тутун садевне. Славите беа огромни. Се дојдеа чинеа по 3-4 рада тапани, па гајде, едно и друго се збираме таму, имаме ливада кај гробиштата. Тоа 3 дена, Велиден 3 дена, Божик, па Дубовден 2-3 дена и така. Многу весело се живееше. Многу весело претерано. Тоа се беше дука 60-те години. После кој забега луѓето, после оселија, гасна малку и веселбата. Овдека учеа 450 ученици. Само дома овоќе го? Не, тие беа од селото Виридеа, од Срешнео и од Крапа. Учениците тука учеа до 8 оделение. Кога патувам овде по поречијата, Да. сите луѓе кои што се не само од Локвица, туку од Крапа, па и од Долни и Горни манастири од Белица, вела дека животот на овој дел на поречијата зависеше од за другата пешна. Тачно беше така. За другата пешна беше дадено од страна на Министерството за земјоделие тогашно да го развијат земјоделието и сточарството. И така до 30 години за другата вработи нешто 250 луѓе. Имаме доста механизација, мислам за земјоделие, комбајни имаме, сточарска организација, имаме бршевни откупи на сите видови, мислам стока, производи земјоделски и сточарски, па све некаде до 95 година. И затоа и кажуваат луѓето дека добро било све. Му се купуеше во дома све, производство сега баш овие денови, до кај Митројанов, земавме од Пореш околу 350 тони само костен. И тоа беше голема работа што го земавме од село, од дома, од Сресело. Така работеше за другата многу во до 95 година. Добар ден. Тргна вода да помниш? Да. Добро живеен си ми? Добар сум. Малте се присетуваш на младоста која имаше порана? Епа кога бев помлад со кофи носење вода, сега и на чешми. Так, од која фамилија си дојде од Локвица? Ѓорѓиевски. Ѓорѓиевци, Да, Ѓорѓиевци. И кога последен пат си дошол во село, доаѓаш често пати? Па доаѓам, последен пат бев во јуни. Така? Имав
потреба дојде Така. и се врати пак по. Сега кај живееш овдека или си таму во Сега су во Скопје, Така. таму или дена се овде. Инаку одека има брат. Така. Фамилијата е, братовчет имам така. Така. Имото го чуваш или вие? Го чуваме. Така. Го чуваме. Меѓутоа да има услови за откуп, би се земјата работела. Плодна Така. земја, корисна земја. Ако се организира откупите, може да се живе и да се постава во Така. селото. Така. Ова да ми кажеш, релативно си млад човек, околу 50 години, така. 57. Може вака да ми кажеш како беше животот? Кога беше на 20-30 години? Па животот беше многу убав. Одев школа, одека завршив и школа, после работев во просвета 2 години како наставник. Така. 78 се одцели, премиерно се одцели во Скопје, се работев за другата пешница од Локвица, работев в комерција таму. Што те влечи вака да речеме, еве таму си скоро 30 години? Што те влечи да се враќаш да доаѓаш овдека? Па сепак сум се родил тука, се потсетувам на младежките години кога било живо селото, младите имало по 6-7 пара музика овдека за празниците, за Божик, за Великден, за Пантелемо и Митровден, овде селска слава се и Пантелемо и Митровден. По 6-7 пара музика имало живост, младост од селата доаѓале и од Крапа, од Срешни, од Локвица, од Девич, од другите села таму Манастирец, доаѓале на слава тука, така весело било. Има овде секоја вечер имаме корзо од продавница до бунарите. Рече дека имало корзо. Да. Кога ќе поминиш по патов овдека вака навечер. Што се видиш вака? Вриеше од младин моми, од бејчери. Некогаш беше, сега нема ништо. Гледаме дека овдека многу ми рекоа дека и училиштето ќе се преправат. Така се реновира? Да се реновира, Така. ќе се прави факултет за екологија. Многу ми навела дека човекот, освен родителите, ќе го памти првиот даскал во животот. Така е тоа, меѓутоа со самото реновирање и со Сакам ова да ми кажеш, твојот даскал како се каже што те учеше? прво одделение ми учеше Љубе од Девич, Така. село беше, потоа Ката ме учеше и во предните настави Симе беа Радислав, Добре, Митре. Кој беше вака овој по педагошки, кој имаше по педагошки пристап, да речеме, кога децата да го сакаат наставникот? Па децата го сака и Ката е сака, беше добар педагог и Симе Радески исто беше добар педагог. Рече дека и ти си се овој кратко време си бил во просвета. Така, ги гледаш ли овој твоите ученици? Се сетнуваме, понака задоволни се. Горд си ли некој вака овој што гледаш дека си бил даскал на времето, така по нас кажам? Се чувствувам гордост затоа што више би тие завршиле некоја школа тука, заминале, завршиле и се вработиле. Така. Туку ајде дојдеме да видиме што има друго во село на таму. Да видиме. Ајде. Јас сум Стојан Филиповски, роден сум во село во Локвица, каде што се најдувате и вие сега. Од тука сум заминат негде 55-та година за Скопје, на школување се разбира. Завршив средна школа таму, останав да работам во трговија, во трготекстил бев. Негде ка 78 година заминав за представник за Свила Марибор, заступав до растурањето на Југославија. Потоа отвори фирма своја собствена каде што работат сега и децата, јас сум пензионер. И сега пензионерските денови и години сакам да ги поминам претежно во селото Локвица, каде што сум се родил, се разбира. 2005 година се вратив, направив куќа, мада поседувам и стара куќа, направив нова. И така, задоволством беше што се вратив, селото е убаво, се најдува на една висина од 850 метра надморска висина. Баш е пријатно за живење. Има и услови за добар развој, меѓутоа луѓе нема, сем повратниците, да речам и по некој стар тука. Младеж многу слабо. Благодарение од порано на земјоделската задруга Пешница, која заступаше претходниот разговор што го водевте со него, Ристе Ручевски. Доста постигна за селото, ја одржаваше, не се помести од селото од првиот до последниот ден, еве и до ден денеска е тука. Меѓутоа не постои сега таа задруга, како што знаете, со растурањето на сите фирми и таа отиде во стечај. Сега е пензионер тука, живее, еве, си правиме друштво као пензионери и така. Вода на времето е донесена, најдека преди 20 на години. Пат е направено по иницијатива на
лицето што ви го представив и со благодарение за другата пешница. Обновени се некои работи тука, да речам, црквата е обновена, направена е, куќи се доста обновија. Се надеваме дека ќе се повраќаат луѓето, гледаат дека нешто мрда веќе во селото, се почина да се развиват и така. Им треба помош, се разбира, од нашата заедница, да речам, од друштвото, да се нешто помогне, да им се помогне на луѓето. Поседуваат и земјичка, меѓутоа не располагаат, како што кажа и претходниот, со механизација, пасивен крај, без работа се, тие што се останатите. Преживуваат со некои пензички, па нешто собираат плодови, нешто лекови, да речам, растенија за лекови, односно и така. Ова да ми кажеш, рече дека овдека си во селово, што вака поработуваш во овие сега? Видите, во овие години ја по природа сум малце така пргав, да речам, и постојано сум во движење. Или се движам негде во природа, да речам, или работам нешто, средувам куќичката, пошто направив нова куќа пред 3 години, да речам. Рече дека на имотот што му направи? Го чуваш, го Имотот преработуваш? стоит нашиот, целиот имот го чуваме, нема продаено ништо, да речам, без обзир што ние имавме и Дебраште, јас бев, да речам, се школува во Ропотово, таму имав нисто куќа, таму рачистивме, меѓутоа овде го одржаваме. Го одржаваме стоит, мислам, не го работиме, меѓутоа нешто чепркаме по нешто така. Се занимавам околу куќата, дрвцина си садам, средувам околу куќичката и така. Од кога ќе заврши денот, Да. каде вака вие постате луѓе се собирате, што се вака муабетите што се викаат? Видите што имаме останато се уште некој така, да речам, па се собираме заедно, јас идам кај Ристе, навечер поседуваме некојаш не во продавницата, имаме приватна продавница, пошто сега знаете како што веќе државни нема. Се собира тамо навечер, карти играат луѓето, си подпивнуваат, си подпевнуваат некој си се подкаруваат, некој си кажуваат маките. Стварно интересно е. Интересно се подсетувам на времето од некоја што е било, да речем, овде било многу весело. Као што и претходно кажа, село со околу 250 куќи, сигурно 1500-1700 жители. Било весело, се сеќам на времето, моите генерации, па и по мене, имаше неде околу 120 до 150 само девојчиња. Така речено една иста генерација, и машки. Секојаш биле неде преку 200, да речем, омладина. Тоа било, мислам, стварно живо село, едно од поголемите, појаките села во Поречието. Скоро во регионот можда и најголемо, да речем после Пласница. Најголемо село е во Поречието. Секојаш било живо, весело, луѓето биле весели, разговарале, се смееле. Све било убаво, оделе работеле во полето, се враќале со песни. Сега се тмурни малце, тажно е, нема луѓе, изотидоа, старите умираат и чезнуваат полека. Ги снемува веќе. Па се навраќаме, рачунаме дека ќе го одржиме селото некако, ќе се трудиме да го одржиме. Вашето размислување за оние млади луѓе, чинам дека ќе се согласиме заедничи дека скоро 80%, па ако не и повеќе, сте сите по потекло од села. А живееме во градовите во Македонија. Дали е добро да се вратат дома, онаму каде што потекнуваат, да ги отворат огништата? Знаете што, јас дури и за младите кои што се останати без работа, а живеат во градот, отише на било кој начин по работа, по среќата да ја најдат. А сега се унесреќени ако сеќаат. Среќата секога се бара, треба да ја најдат тука, да се вратат, да работат, имаат земја, поседуваат и друго, ќе се снајдат некако. Знаете што, не можеме да чекаме ние само на помош на државата и нова. Таа треба да не помогне, треба да не организира. Меѓутоа треба да се трудат, да работат. Ние еве постари сега, да речем, јас сум 67 години веќе. Не ми е тишко да работам. И денеска ќе купам ако треба. Мада немам потреба, можда ете, пензичка имам солидна, вамо таму, меѓутоа треба да работат. Има тука работа, може да се живе, верујте ми. Јас мислам, знам на времето како сме работеле. По 100.000 корење туту сме работеле. 8 деца сме ние. Сите сме, да речем, во Скопје се во моментов. 3 веќе се вративме тука, јас сум тука и 2 сестри. Куќи направивме, нови куќи направивме и се вративме. Дел од мојата генерација, да речем, се навраќаат, доваѓаат, посетуваат, меѓутоа многу малце можат да го стораат тоа, да направат нешто, да згрижат, им е скапо веќе, зависи
кој како може во моментов да реча, мада сите сака да дојдат. И доаѓаат кога има празници, речиме Петков ден, летен тука доаѓаат или за Митров ден и така, се собираат доста. И стално го посетуваат селото, не се откажуваат луѓето, да се разбериме, ево денеска да му речите дај ми ја куќа, вако сами стоат, никој нема да ја даде. Тоа е вистина, да. Сака да го одржа, сака да се одржи селото и доаѓаат, идат, како да не. Жал ми е за тие времиња, меѓутоа тоа ние сме биле големо друштво тога. Да речам игравне фудбал на времето, одевне во Брод на надпревари, па бевне но село од најаките. Имаше се бавене со све, и фудбал, и ракомет, и ово на осмолетката работеше. Беа негде 400 кусур деца, да речам, па имаше 2-30 учители тука, па така да животот беше многу богат, многу убав, разнообразен и така. Добар ден, Веле. Што правиш, Арна си? Арна еве плева градинче. Што ти беше ова садено? Ова беше пипер. Аха. Пипер беше, пак да го искорна тревиште, реков. Така. Да се очисти. Така. Што поработуваш друго вака се? Ништо, троа грав, троа пипер. Крава чуваме, кој месо неа. Аха. Тоа. Како е собеничето ова година? Ништо не чини, те. Немат ништо така ретко. Аха, суша беше? Суша многу беше. Така. Само маките што и Ами што да правиме са? Со кој живееш овека? Не, ја овде, од овде су деа и као на момажена су. А, од ке фамилија си од овде? Од овде од Стојмира су. Од Стојмира си, ја? Па мажена су кај Јоновци. Кај Јоновци, ја? Кај Јоновци за Благоја. Аха, така. Стојчески. Така, кај ти е домајчинот? Згоеда е. Со гојдата? Со кравата е. Аха, така. Челата кај ти се наоѓа? Ами, си имам две деца. Едното машко, едното женско ми е. Така. Едното ми е Скопје, милицаец. Милицаец, а? Така. Во Долнолисиче седи. Така. А девојчето ми е страшно омажена пак во Бруци. Тама, внучината доаѓа? Како не ја идат, си ја дојдоа теле си заклавне. Така. Син ми, зет ми, ќерка ми. Колку внучини имаш вака? 4 има. Така. 2 од машкото, 2 од женското. Како се викаат? Горан се викат, Бранка од машкото. Така. А Дејан и Дијана од женското. Кој ти сака помили? Кој се поќе околу тебе? Сите ми се мили. Сите, а? Сите ми се прстие си ме бола за си. Так. Ако едново помало. Така. Види да те прашаме на кој ќе заврши што работа вака. Да. Со кого вака навечер? Кај се овој со? Дома, никаде. Така. Имаш комши? Не, има туку сите. Секој си ја брка работата? Секој си ја бркат работата, Так, си работи у денеска, па не може ни да разговараме. Так. Плесни се дома. Так. Што години имаш вака? Ами 39-та су. 70 без малку, а? Да, 68 години. Так. Ти служи здравието? Слабо. Слабо, а? Слабо. На лекар кај одиш вака? Доктор иди? Брод. А? Со што иш до таму? Ами, со што ќе наеш, со автобусче, со кола. Так. Слушај, ова еве есенна доаѓа, заврна некои застуде, како се снабди со дрва сега ова година? Еми имаме магаре. Аха. Со магарето си носиме. Полека, помалце, а? Еми што да правиме помалку. Так. Да се живи. Така, поштаро иди. Иди како не иди, кога како. Некој пат на 16, некој пат на 20. Так. Некоја работа, како ќе му пушат и парите, нема. Во Скопје си била? Па некри бев пред 2 недели. Кај е помој животот, таму или овде? Ами што нам ја доцена за 3 дена. Така, а? За 3 дена да ти најдушман ќе те пречека. Така е. Да седиш, тога ќе оцениш. Така. Ами кај ќе оцена сиромашкија се секаде, кому да му се обезиш. Така е, бога ми. Така е. Тешко Може идам. ли да се живее во село во Локвица овде? Може ли да се живее во село? Еми се може тути да не војца има, нито не со, а патот се направи. Така. И тоа. Леп местеш ли купуваш? Кога како? И меса, и купува. Кога како? Ова да ми кажеш, кога имаше повеќе намуз вака овај луѓево, еве си имате и свекрава и свекор, така речено, кога имаше повеќе почит од сади, сега или тогаш? Тога и сега како сега. Сега на белата е. Сега секој ќе се джи, а? Секој и од детето мало не смеш да го прогариш. Така е. Туку слушај, оди заврши си работа, ќе дојде мајчино со кравата, треба да му запалиш огот вечер да му запала. Ќе му запала. И да го поздравиш многу од нас. Фала да сме живи здрави. Така, ајде. И вие фала. Така, ајде поздрав голем од нас. Фала, Мишко.
Одлично. Факт е дека јас сум по потекло од ова село, иако живеам и работам во Македонски Брод, селото Локвица е моја редовна дестинација, тука живеат моите и така да често сме присутни. Селото Локвица е на 12 км од општина Македонски Брод, село во кое има целосна инфраструктура, односно имаме асфалтен пат, телефонија, така да селото Локвица е едно од по-перспективните села во поречието. Во моментов не можеме да се пофалиме, како и многу села во поречието со голем број на жители, затоа што во селото Локвица живеат околу 40 жители, пред се старечко население, но меѓутоа перспективите зборуваат за нешто друго. Селото Локвица сметаме дека ќе се претвори во редовна дестинација на многу наши и селеници, кои најчесто се иселени во Скопје. Така да веќе 20 на нови викендици се градат во селото Локвица. Овде не се нуди ништо специјално, едноставно се нуди чиста природа, чист воздух, добар и питом народ. Токму затоа мислам дека тоа е доволна причина многу наши селеници да се вратат во селото Локвица и да изградат тука викендици, така да се почесто да го посетуваат нашево село. Селото Локвица е едно од селата каде што најмногу беше развиено сточарството и ова беше село на фарми каде обстојуваа повеќе од 10.000 грла овци и над 1.000 грла говеда. За жал, со реформите што настанаа во системот на поранешна Југославија згаснаа овие фарми, но за среќа денес наши нови бизнисмени ги откупи овие фарми, ги обновуваат и во текот на зимскиот период тука престојуваат повеќе од 1.000 грла овци, кои во летниот период престојуваат во селото Горно Крушје. Сакам да кажам дека за стадото на овие овци собствениците имаат добиено сертификат од Европска унија за органски здраво месо, млеко од јагне и сите производи кои се произведуваат, кои ги произведуваат овие бизнисмени, се продаваат на пазарите ширум Европа. Добар ден, Арди, сте ви добри? Супер. Добре ве најдов. Добре. Еве, дојдовме во село овдека во Локвица. Ако повелете. Така. Како ми живееш овдека? Супер. Одлично. Иако не сум локвичанка. Од каде Јас сум си? скопјанка. Така. Да. Што те бендица да дојдеш во село да живееш ова? Па, све, ова природа може ли да не се бендица некој? Така. Не беше да споредба со животот во Скопје и овдека. Каде вака? Нема упоредба овде. Нема упоредба. Преубаво. Колку време сте во село? Па, негде 3 години е куќава направена. Така. Иначе сум мажена за локвичанец. Така. Вака да ми кажете, вие сте така речено градска израстена, така? Да. Кога дојдете овде кога се зедате со вашиот домајчин, како може ли да се присетиш како беше времето тогаш како ве пречака све кревати све коро со сите салтанати, со сите адети обичаи? Многу убаво. Многу убаво. Знаете како се обичаите овдека. Што ве наведе овој да? Тогаш имаше многу народ. Така. Во ова село. И сега има, меѓутоа многу помалку. Така. Ти беше ли тешко тогаш кога дојде да ја научиш селската работа, да речеме, да влезеш во шталата, кај што се кравите, коњите, магарината, кај што е плугот, кај што треба да се поинанива? Слушај, јас кога дојдов, моите, мислам, свекрвата, свекорот, немаа стока. Така. Беше продадена. Така. И така да не знам од тоа, меѓутоа гледам, ме интересира. Така. Одам сега, млеко земам, влегувам во шталите од мерак. Така. Од мерак. Ја сум желна за овој живот селски. Доаѓаат ли овдека вашата чела, вашата Да. Сега беа баш пред неколку дена. Така. Доаѓаат стално. Која е вашата препорака до сите овие ваши соседи во Скопје? Дали е добро видете, прва прилика што ќе им се укаже во животот, тоа е да дојдат на село, да живеат, да видат што е. Кој е побаво млекото кисело? Купено во продавницата или овдека? Овде. Урдата во продавницата или овдека? Видете, ја до душа летово и сама урда си правев. Така? Од мерак. Нема сметка, меѓутоа од мерак сакав да направам. Така?
Немам во моментов подкиселено, имам маштеница. Та уште пубаво вика така Уште тие. пубаво. Така. Меѓутоа да го превртите нема да падне. Така. Кој е поубаво питата направена во градот, купена во или овде? Нема упореди овде, апсолутно. Сам да си усучеш. Да дојдевте овде пред 30 години да не одевте во градот. Ау, ќе ми се продолжеше животот. Ова е ваздушна бања. Овде ми кажеш кој повеќе се ризете, ти домаќин или домаќин од тебе? Јас. Ти него, а? Кој повеќе се слушате, велам? Се слушам и двајцата. Двајцата, а? Сами сме тука останати и мора да се слушаме. Така. Кој ти се овде комши? Имаш комши во селово? Овде немам, меѓутоа имам тука, имам овде золва, уште една золва имам тука. Ева, како ќе се видите навечер, што си му ветите во градот, има телевизор, во градот има... Па плетеме чорапи сега. Така? Плетеме чорапи, Кој е по... Параме стари, вака е лечиња. Кој е повредна, овој золвите или тие? Сега испана јас да сум повредна, пошто сум скопјанка. Така, ми рече домаќинот дека имаш работа, оди бркај се работа. Ајде така. Повелете. Ќе наминеме без повелете, имаме и чај, и маштеница, све се ово што дал Господ. Hvala. Секако дека поречието се уште останува еден недопрен предел кој вреди да се посети. Така да пештерата Пешна е пештера со најголем отвор на Балканот и таа токму се простира натарот на селото Локвица. За пештерата Пешна зборуваат многу легенди, за пештерата Пешна се каени многу приказни. Исто така во непосредна близина се Девините кули, реката Треска сигурно плени со својата убавина, а тука е и нашето езеро, Поречкото езеро, како што го нарекувате вие, и со право го нарекувате така, затоа што најголем дел од езерото се протега на територијата на Порече, така да тие се доволно аргументи сите иселеници од Поречието и од целото Локвица, но меѓутоа и жители и туристи кои се надвор од Република Македонија да го посетат Поречието, затоа што во Поречието, верувајте, има што да се види.